ветување за процутување. Праведниците како палми ќе се разгранат, во домот Господов засадени. Стихови 12 и 13. Низ годините ми беа интересни оние налепници на браниците, што личеа на регистарски таблички од Колорадо и објавуваат домородец или дојденец, или похрабро, нема празно место. Сите изјави поврзани со многуте луѓе кои неодамна се преселиле во државата. Пред да се спротиставите, дозволете ми да кажам дека луѓето кои се дојденци често местото го ценат на поинакво ниво. Во денешното читање го сакам ветувањето дека ќе процутам како дојденка, ќе останам витална и зелена. Стих 14. И ќе ја зборувам вистината, со уште поголема леснотија и јасност. Стих 15. За разлика од државата уморена од дојденци, Бог нема да објави нема слободно место, ако сакаме да бидеме преместени во неговата градина. Ти и јас може би сме биле засадени во почвата на овој свет и може би сме пораснале обкружени со плевел, но овој цитат ветува дека како верници сме пресадени во Господовиот дом, од совршениот градинар. Таму не само што растеме, туку и цутиме. Го сакам тој збор. Градините што го обкружуваат Божјото престојувалиште се зелени, добро наводнети, обрежани и негувани, една по една благословена година. Плодноста е наследство за дојденците. Затоа, одвојте миг да уживате во погледот и плодот на нашиот живот во Христа. И секогаш одново, свртете ги очите кон далечниот и вечен хоризонт. Штипнете се. Ова е местото каде што живеете и цутите. За секогаш. Ейми Клеменс. Додека се молите, заблагодарете му на Бог што ве пресади во вечно убава градина и за неговите зборови за плодност и процут над вас.